И третиот разговор го започнуваме со информацијата дека во Македонија лани се евидентирани 169 несреќи на работно место, од кои 22 со фатални последици за работниците. Можат ли да се спречат и колку работодавачите ги штитат своите вработени? Тема на разговор со Милан Петковски од Македонското здружение за заштита при работа. Добро утро и добре ни дојдовте. Ке се надоврзам на ова што пред малку го зборувавме со Кристина за текстилната индустрија, за која што вие ни дадовте фрапантни податоци. Дека 55 години е старосната структура на вработените, дека 2/3 од работничките имаат потврдена диагноза, а голем дел од нив се со најмалку 3 диагнози. Да. Ова се застрашувачки податоци, господине Петковски. Би сакал онака природно да се доврзиме на тема која разговаравте, секоја честит на активностите АМПЕВ која ги прави во делот на текстилна индустрија и посакувам да продолжи во рамките на тие заеднички граѓански активности што ги спроведуваме. Беше и една студија која реализиравме со професор Стикова и се однесуваше на четвртина од 25% од вкупниот број на текстилни работници во Македонија. Таа студија ние баш онака приближи таа реалност за која ние цело време зборуваме, ама некако као да ја буткаме по чергиче, како што и генерално се случува за заштитава при работа. Тука е, ама не е тука. И овие податоци кои ги споменавте, секако дека говорат дека 55 години зборува дека малтане ја делкаме на последното десетлетие од оваа индустрија. Не гледам дека некои многу активности се превземаат за да се смени смерот. Младите, како што и самите рековте, немаат голем интерес, бидејќи важи стигмата се уште дека текстилната индустрија е трудоинтензивна индустрија која всушност е во голем случај индустрија која лон работи, а кога работите лон, всушност немате менеджмент, немате структура, него едноставно имате некој кој ги превзима работите кои треба да се одработат за одреден бренд и на крајот на крајовите, ако ви дадам еден податок, ако кошула се продава, да кажеме, на запад за 40 евра, овде таа истата се шие за 4 евра. Од тие 4 евра доаѓате само една мала структура, од тие 4 евра одат за плати, надоместоци и така натаму. Така да ќе видите зошто текстилната индустрија одумира, зошто таа е осудена на пропаст, кога ќе дојдете во ситуација дека таа некако по инерција беше она која од таа поранешна земја, кај што имаше интерес, имаше барем некое достоинство работничките да работат, сега не е избор. Сега доаѓаме во ситуација дека има подобри професии, подобро платени. Дури на крајот и силувањето е една опција која спомена и Кристина. Вашите податоци во однос на повредата на работа и оние на Државниот инспекторат за труд видно се разликуваат. Да. Вашите се околу, да го најдам само податокот, 169 несреќи на работното место, на Државниот инспекторат за труд 1776. Сега како ваква разлика во податоците? Ева вака сега. Јас би рекол дека дури и тие бројки кои ги споменавте, тие се конзервативни. Добро. Значи, тие се многу поголеми. Ние дојдеме во ситуација дека ние ги евидентираме само оние кои излагаат во медиумите. Дека Државниот трудов инспекторат мора да ги евидентира и оние на кои стигнуваат кај нив како пријава. На што секој од работодавачите е обврзан во рок од 48 часа да ја пријави било каква повреда која настана на работното место. Сега ќе видите и уште една разлика дека нашите смртни случаи кои ние ги евидентираме се драстично поголеми, пак се конзервативни од оние кои го комуницира, да кажеме, нашата држава. А ако го земете извештајот на Светска здравствена организација, ќе видите дека ние всушност велиме дека немаме смртни случаи. Јас барем во изминатиот период, од 2007 година кога почнавме да ги публикуваме овие извештаи на годишно ниво, ние не ги правевме заради тоа што сакаме да креираме некои паралелни системи, него едноставно кај државните институции кои ние ги плаќаме со нашите, да кажеме, даноци, мора да си одработат својата работа. Но не се случува тоа. Зошто? Веројатно имаме системски проблем кој што всушност го урушува целиот овај систем кој би ни требало да не каже каде ни гине македонскиот работник. Тие податоци самите по себе се срам за Македонија, јас така само би го квалификувал, но од друга страна би рекол дека е проблемот посуштински подлабок, дека ние лажеме како држава. Ако ние имаме повеќе информации, кои всушност, например, немаат за цел да не буквално устројат или да ни укажат кај треба да делуваме, него ни укажуваат на тоа дека
имаме некохерентни бројки, тогаш едноставно свесно луѓето кои ги раководат овие, да кажеме, институции, не доведуваат во ситуација да не знаеме точно за што зборуваме. Во кој сектор има најмногу повреди според нашите информации? Највеќе смртни случаи има во земјоделство. Ќе видите дека во податоците на Државен трудов инспекторат има 0 земјоделство. Вториот секако е градежништво, третиот, да кажеме, се преработувачките индустрии, поточно имате црна металургија, обојана металургија и така натаму, но генерално тоа се оние трудоинтензивни струки. Но најголем дел од оние повреди кои се евидентираат, ќе го вмешам тука и третиот субјект, тоа е Институтот за јавно здравје кој во држава единствениот кој е задолжен да ги евидентира, тоест да ги собира податоците и понатаму да ги процесира до Државен завод за статистика, кој пак за дивно чудо немаат никакви информации. Ние доаѓаме во ситуација дека сите овие податоци, самите по себе, зборуваат дека највеќе пријавуваат работниците во градските средини, најмалку пријавуваат во руралните средини. Овие податоци се за 2022. Што е со актуелнава година, 307-миот ден денеска минува, имаме ли пријави? Секако, мислам, јас па од друга страна би ви препорачал да се чекате до 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, кога го објавуваме извештајот, но трендовите се исти. Трендовите по иста насока продолжуваат, заради тоа што па ние не менуваме ништо во начинот на нашето однесување, мислам како држава. Од друга страна пак, она што години го апелирам, а тоа е да се анализираат повредите на работното место за да не се повторуваат, тоа никој не го прави. И на крајот, кога ќе поднесете иницијатива, нешто такво да направите, во најдобар случај ќе добиете не. Во најчест случај ќе добиете тишина. А во однос на државниот и приватниот сектор? Па генерално, например, затоа и ви реков дека се тоа трудоинтензивни, имаат различни болки. Например, кога зборуваме за државниот, најчесто се тоа административни работници. Најчесто се оние кои ги пријавуваат несреќите докога им се случат, но според едно истражување кое ние го правевме, а фокусирано преку синдикатите, 80% од работниците не знаат дека постои Законот за безбедност и здравје при работа. Кога не знаете дека постои, тогаш не можете да го практицирате, иако е вашето основно човеково право. Во Уставот ви следи член 32 дека ви имате право на заштита при работа, Меѓународна трудова организација го става како основно човеково право, едноставно не знаеме дека постои. Ја споменавте Меѓународната трудова организација, според неа 4% од бруто домашниот производ во сиромашните земји оди во компензација на повреди, и ако ја земеме оваа бројка, тогаш ќе заклучиме дека директните загуби кои ги трпи Македонија се над 400 милиони евра. Ова е фрапантна бројка која што во оваа кревка економија па и не смееме да се ја дозволиме. Имаше еден виц на К15, се вика детето не ги разбира парите. Значи, кога станува збор за нашиве луѓе кои всушност се пријавуваат да не водат во делот на труд, доаѓаме во ситуација дека самите овие несреќи на работа, според нивната равенка на Меѓународна трудова организација, 4% се за земји како нашиве. И тоа се многу повеќе, не само 400, него според буџетот 460, како што го зголемуваат буџетот, така и растат овие компензации. Да ви објаснам за што станува збор. Станува збор не само за несреќите, него директните и индиректните трошоци поврзани со несреќите на работно место. Да, штетите што се исплаќаат, да. Па делумно е тоа, него и застојот во производство, штетите кои се трпаат, застојот во работите заради инспекцијски надзори, застојот во работите или компензации поврзани со обештетување, компензации поврзани со судски трошоци и така натаму. Значи, таа материја е сеопфатна, иако ние гледаме дека имаме трошок од едно денарче, всушност во реалното имаме 10 денари трошок поврзани со несреќи. Неодамна се одржа Балканска конференција. Оно што ме интересира, зашто се дискутираше, кои теми беа во фокусот и можеме ли да се напредиме на темава? Зашто? Пред се морам да вратам приказната назад. Веќе 6-та поред ја правиме Балканска конференција во секоја различна земја од Балканот. Кога ги правиме овие работи, ги правиме заради тоа што генерално ние сме со некој сличен менталитет овде на Балканот во однос на почитувањето на безбедноста и здравјето при работа, или поточно почитувањето на работникот. Не го почитуваме работникот како основен, би рекол, ресурс кој произведува додадена вредност. Него едноставно до вчера го третиравме, ако не ти одговара, замени си.
да се вратам на конференцијава, ние дојдеме во ситуација дека искуствата кои ги имаме на Балканов, и реков дека се слични, мораме истите да ги размениме. Бидејќи увидовме дека осим препишувањето на рамковната директива 89391 во национално законодавство, многу малку имаме помрднато во однос на тоа да ние проактивно настапиме и како земји на Балканот и да ги намалиме повредите. Оно што се случува во однос на заштитата правата, во однос на самата конференција која ја користиме како катализатор или платформа за размена на тие искуства, не доведува да креираме едно така наречено комунике, кое ние ќе го проследиме до владите во регионот, до надлежните институции, во кои ќе ги наведеме 6 стратешки цели кои ние сметаме дека од аспект на безбедност и здравје при работа би требало да бидат третирани на национално ниво во секоја од земјите. Енаку ситуацијата, колку сака да кажат, почнувајќи од југот од Грција, па завршувајќи горе до Словенија, каде што е ситуацијата малку подобра, имаме горе-долу истата ситуација со непочитување на индивидуалната безбедност и здравје на работа. Какви промени сега веднаш ни се потребни во пракса во однос на заштитата на сите нас? Одговорност. Значи, дај да престанеме луѓето да ги буткаме работиви, али некако кога ги гледам сите овие, да кажеме, системски грешки, некако не можам да дојдам до тој заклучок дека одговорноста на брзо време ќе дојде, личната одговорност ќе дојде на брзо време. Значи, кога јас споменувам дека на ниво на држава имаме, да кажеме, во просек 40-тина, минатата година 22 ги одбележавме, но јас говорам од 2007 до 2022-2023, ако зборуваме дека имаме 40-тина загинати на работно место, па никој на национално ниво, со уставно загарантирана категорија, со закон, со државни институции, со одговорност лична на работодавач, да малку или ич не се презима лична одговорност, тогаш доаѓаме во ситуација дека ние преќутно ја даваме пораката дека кај нас луѓето се потрошен материјал. Ние не го делиме тој став, барем јас и вие, и ќе говориме гласно на оваа тема и во периодот кој што следува, да. И ви благодарам за можноста на и платформата и аудиториумот на кој се обраќаме, заради тоа што секој чекор почнува или секој пат почнува со еден чекор и тој е личниот чекор. Ако ние сватиме и сите ваши гледачи сватат, например, дека доаѓаме во ситуација дека кога сум небезбеден на работно место, треба да кажам не. И треба да побарам, бидејќи во самиот закон стои тоа, дека јас кога се чувствувам небезбеден, треба да му искомуницирам на работодавачот да ме направи или поточно да ја направи безбедна и здрава средина. Но ова нека биде приказна за следниот пат. Токму така, благодарам господин Петковски за разговорот во Македонија. Благодарам на вас.